што мора да направите како еден стартап предприемач. Мора. Значи, ќе стане збор на мора. Зборуваме за стартап, што истовремено представува процес, но и градење на еден ентитет како стартап бизнис. Предприемачот, кој го стартува тој стартап, го нарекуваме стартап предприемач, кој едноставно ја покренува машинеријата на стартап процесот со цел да изгради успешен, но истовремено и одржлив бизнис. Сега тука, и кога станува збор за успешен и кога станува збор за одржлив бизнис, слободно можам да кажам дека мнозинството не успеваат. Еден стартап процес спаѓа во група на најтешки процеси за секој потенцијален па и постоечки предприемач. Прво, условите во кои функционира еден стартап се доста тешки услови, особено поради неизвестноста во која мора да работи. Нема на доволно ресурси како човечки, така и материјални и финансиски ресурси. Не се знае дали трудот ќе се исплати или не, затоа што едноставно мора да се вложи и време и пари да се изгради нешто, а потоа ќе се мери успешноста на пазарот од тој влог на време и пари во градење на тоа нешто. Во секој случај, задачата не е лесна. Од самото стартување на процесот, преку соодветно менаџирање на истиот и ефикасно и ефективно доближување до завршување на процесот, ќе имате многу препреки. Препреки кои ќе се појават заради самата природа на односите кои функционираат во еден стартап. Но и препреки кои никој не може ниту да ги претпостави, ниту да ги знае, се додека не започне со самиот процес. Мора да нагласам дека стартап процес не е само процес на започнување на нова компанија. Стартап процес може да биде и стартување на еден нов проект во еден постоечки бизнис, или пак започнување со градење на нова дивизија во поголема организација. Затоа сметам дека темава е важна за сите, односно како за потенцијални предприемачи, така и за оние кои веќе се наоѓаат во стартап фазата. Така и за оние кои веќе имаат бизнис, но да не ги заборавиме и менаџерите во некои поголеми организацијски системи. Мора да започнете доколку сакате да бидете стартап предприемач. Тоа се луѓе кои имаат добри идеи, но се уште не ги реализирале, затоа што едноставно се уште не започнале ништо конкретно со таа идеја. Едноставно добрата идеја, која, како што веќе знаете доколку сте редовен читател на Предприемач, представува потенцијална бизнис енергија. И така таа едноставно умира, ја нема, веќе е заборавена. Затоа како прво нешто што мора е да започнете. Тоа значи елиминирање на стравот, фаќање за работа и туркање се додека не се изведе на вистинскиот пат работата. Започнување не значи дека за еден ден треба да имате фирма која ќе биде целосно функционална и оперативна. Започнување може да значи ставање на бизнис идејата на листа хартија, во книга со бизнис идеи, анализа на истата, истражување и проучување на истата како би се дознале некои работи во однос на потенцијален пазар или пак купувачи, конкуренти или пак кои треба да бидат следните чекори едноставно. Тоа е започнување, тоа е првиот чекор кој не значи дека бара да го имате готовиот производ, но значи дека сте започнале, значи сигурност, дека ќе продолжите да работите низ процесот. Второто мора е дека мора да имате способност да ги забележувате и гледате сегашните и идните потреби на други луѓе. Креирање на бизнис преку стартап процес значи дека вие ќе работите на задоволување на нечии други потреби, како сегашни, така и идни. Тоа се потребите на вашите потенцијални купувачи. Ова мора да значи дека вие сте способен да влезете во кожата на вашиот потенцијален купувач и да ги дознаете неговите сегашни и идни потреби. Третото мора да имате способност да откривате и забележувате скриени проблеми кои навистина треба да се решават. Суштината на успех на стартапи е да вие како еден предприемач или пак потенцијален предприемач имате способност да ги забележите скриените проблеми. Ова не значи дека видливите проблеми треба да ги игнорирате, но значи да ги откриете и невидливите проблеми преку кои ќе изградите навистина една силна супериорна вредност. Скриениот проблем кој можеби ќе ве намачи за да го откриете и да го убедите потенцијалниот купувач дека постои, е значаен за да ви помогне да веднаш се забележи разликата меѓу вас и нормално вашата конкуренција.
Да одиме со четвртото мора, а тоа е мора да започнете со мали чекори. Ке продолжам со петото мора, а тоа е дека мора да ги користите различна технологија од различни места за да прибирате различни информации. Еден стартап без информации од пазарот, поточно од купувачите, има мали шанси, ако не и воопшто нема шанси за да успее. Можеби една од првите работи кои ќе треба да ги направите е да воспоставите систем кој ќе содржи различни технологии кои ќе ви овозможат постојан прилив на разни информации поврзани со вашата работа. Например, технологија за прибирање на информации, технологија за анализа на информации, технологија за различен преглед на анализирани информации. Шестото мора е да создадете тим од исклучително квалитетни луѓе. Без тим на кој вие и вашиот стартап ќе можете да се потпрете во самиот стартап процес, ќе ви биде навистина многу тешко. Знам дека веднаш ви поминува низ глава дека тоа значи трошење на пари кои ги немате во оваа фаза од развојот на вашиот бизнис. Но, иако ова е точно, сепак можете да се обидете во градење на еден таков тим. Можеби тоа ќе бидат вашите партнери со кои што заеднички ќе го започнете стартапот. Или пак некои ентузијасти кои сакаат да работат за еден стартап, или пак ќе ви помогне некој кој ќе го платите. Сепак мора да размислувате за градење на тим од квалитетни луѓе. Седмото мора да инсталирате предприемачка и стартап возбуда во тимот кој ќе го создавате. Веќе кога ќе изградите тим на кој можете да се потпрете, многу е важно да инсталирате предприемачка и стартап возбуда кај секој, повторувам, кај секој член од тимот. Зошто? Затоа што ќе има многу грешки, ќе има многу падови, ќе има многу неуспеси, кои пак не смеат да доведат до разочарување. Осмото мора е да развиете стратегија за вашите купувачи. Точно така, мора да развиете стратегија не прво за вас, туку за вашите купувачи, која ќе покаже како вашите купувачи ќе растат, ќе се подобрат и ќе профитираат. Главна улога на еден стартап е да најде купувачи, бидејќи без нив нема да може стартапот да стане вистински одржлив бизнис. Затоа традиционалната школа за креирање на компаниска стратегија при градење на стартап не дава резултати. Стратегија за купувачи која ќе ви каже како тие ќе растат, ќе се подобрат и ќе профитираат со помош на вас и вашиот стартап ќе представува основа на која и вие ќе ја градите вашата работа. Понатаму, деветото мора е дека мора да наплаќате доволно за производот или услугата кои ги испорачувате. Ова е едно многу важно мора, бидејќи едноставно ако го нема, со 100% сигурност се движите кон провалија и пропаст како на вашиот стартап, но така и на вас како еден стартап предприемач. Главното правило е да ги покриете сите трошоци за добивање и за продавање на вашиот производ или услуга да бидат помали од цената со која ќе ги продавате. Значи ова ќе значи дека цената за создавање на тој производ или услуга, профитот кој што сакате да го добиете, цената што треба да ја платите за да привлечете купувачи, односно маркетингот, треба да бидат вкалкулирани во продажната цена. Сега, десетото мора е дека мора да имате способност за работа со бројки. Системот за следење и мерење на перформанси во целост ќе биде базиран на бројки, а од него ќе зависат и клучните одлуки кои ќе треба да ги донесете. Сакале вие или не сакале, бројките ќе играат важна улога низ целиот стартап процес. Затоа мора да бидете навистина способен лесно да баратате со бројки. Да преминеме на 11-тото мора, а тоа е дека мора да го гледате вашиот стартап низ призма на еден поголем екосистем во кој и вашиот стартап е дел. Една грешка која постојано се провлекува кај стартап предприемачи е токму недостатокот истите да го огледаат стартапот низ призма на еден поголем екосистем во кој и тој стартап е составен дел од него. Ниеден, ама баш ниеден стартап не може да функционира изолирано сам за себе. Тука се купувачи, партнери, конкуренти, снабдувачи, сите тие на некаков начин се дел од екосистемот кој постои и функционира на некаков начин. 12-тото мора е дека мора да ги отстраните сите можни граници кои ви се привидуваат. Граници не постојат, денес барем и тоа е факт. Но границите самите си ги поставуваме, што од незнаење, што од ограничено, што од обични погрешни проценки. Доколку гледате некои граници,
на функционирање на вашиот стартап. Не значи, не знам, можеби на начини, на идеи, на изведување или било што друго, вие мора да бидете свесни дека тие вам ви се причинуваат и мора да ги отстраните доколку сакате да продолжите со вистинскиот пат. Сега преминеме на 13-тото мора, а тоа е дека мора да бидете и менаџер. Нема бегање. Точно така, нема бегање. Мора да бидете и менаџер. Без разлика дали вам ви се допаѓа таа работа или не ви се допаѓа. Едноставно, градите тим, раководите со луѓе, планирате, спроведувате, контролирате и проверувате, мотивирате. Тоа е менаџирање. Како 14-тото мора е дека мора да зборувате со вашите потенцијални купувачи и пред да започнете со вашиот стартап. Се супер испланирав, имплементирав, а купувачите не сакаат да го купат мојот производ или услуга. Најстрашната изјава од некој стартап предпремач која за жал многу пати имам слушнато. Сакате да не дојдете во ваква ситуација? Тогаш мора да зборувате со вашите потенцијални купувачи и пред да започнете со вашиот стартап и преку нивниот фидбек да го подобрувате вашиот производ или услуга. 15-тото мора да го користите маркетингот и пред да започнете со вашиот стартап. Можеби мислите дека развојот, дизајнот и производството се поважни во стартап фазата, отколку маркетингот кој ќе треба да настапи на сцена подоцна кога ќе се искристализираат работите со овие. Но сепак тоа е едно многу погрешно мислење кое може да доведе до катастрофални последици. Информациите кои ќе ги даде маркетингот, кои всушност представуваат знаење за купувачи, знаење за конкуренција, знаење за пазарот воопшто, знаење за индустријата или пак знаење за снабдувачите, ќе представуваат основа за движење во сите останати функционалности во текот на креирање на вашиот стартап. Да преминеме сега на 16-тото мора, а тоа е мора да користите систематски пристап при градење на вашиот стартап. Во многу случаи се мисли дека системите не се потребни затоа што во стартап фаза се уште не знаеме дали ќе успееме да дојдеме до производ или услуга која ќе помине на пазарот, односно дали ќе успееме да изградиме бизнис со потенцијал на успешност и одржливост. Сепак мора да бидете свесни дека она што во овој процес ќе го правите, значи и градење на темели на вашиот бизнис, на кои ќе се потпираат и базираат утрешните одлуки и успехот на вашиот бизнис. И најдобриот процес и најдобриот производ или услуга како излез од тој процес без соодветни системи нема да успее. Сега одиме со 17-тото мора кое се однесува на тоа дека мора паметно да ги инвестирате вашите пари. Паметно трошење или инвестирање значи дека најоптимално парите кои ги поседувате ќе бидат алоцирани за да се обезбеди колку што може побрз поврат на таа инвестиција. Сега 18-тото мора е дека мора паметно да ги менаџирате парите кои ќе ги заработи вашиот стартап. Во текот на стартап процесот нормално е да имате прилив на пари во вашиот стартап, барем тоа ќе значи дека се наоѓате на вистинскиот пат. Но таа заработка не значи дека веќе веднаш треба да започнете да се однесувате како да имате успешен и одржлив бизнис, туку значи дека треба да ги инвестирате во подобрување на сите можни аспекти на онаа што го градите, а тоа е вашиот стартап. Да преминеме на 19-тото мора, кое гласи: мора возбудата за креирање секогаш да ја одржувате на едно максимално ниво. Ова мора е слично со 7-то, сепак и малку различно затоа што сметам дека бара посебно нагласување во оваа листа. Целиот процес на креирање и функционирање на еден стартап значи креирање. Значи мора возбудата за креирање да ја одржувате на едно навистина високо ниво и кај вас и кај вашиот тим, доколку сакате да креирате екселенс во се она што ќе го креирате. И како последно, односно 20-тото мора, е дека мора да го трошите вашето време на вашиот бизнис. Повторувам, на вашиот бизнис, а не во вашиот бизнис. Мора да бидам експерт за маркетинг, мора да бидам експерт за продажба, мора да бидам експерт за мојот производ, морам да бидам експерт за производство. Никој друг не може да ме замени. Така вашето време се троши во вашиот бизнис, а се помалку време ќе имате за да работите на вашиот бизнис.